Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денешната пресконференција ќе биде тематска и ќе се однесува на предстојните предвремени парламентарни избори. Имено, видовме билборди кои беа запалени, видовме расфрлани флаери по влезовите на зградите. И во едниот и во другиот случај, заеднички именител на содржината која предизборно ни се нудие, кои се поголеми кратци. Тоа е се за сега. Тоа го нарекуваат надпревар на идеи. За влијанието кај јавноста можеби и не сме сигурни, но еве, барем нас, во Граѓанско-демократската унија не уверија да ви веруваме дека сте кратци. Разликите лежат само во нијансите. Ова ли треба да биде начинот на комуникација до денот на изборите? Добронамерно им сугерираме на сите учесници во изборниот процес да се воздржат од непримерни квалификации и од неодмерни ветувања. Јавноста заслужува многу повеќе од досега покажаното поведение од сите нас како политички субјекти. Сите кандидати за пратеници се надпреваруваат да бидат идни членови на законодавниот дом на Република Македонија. Довербата кај јавноста се гради и сега, независно од изборниот резултат. Таа доверба влијае во општата оценка на сите учесници дека одговорно и посветено ќе работат во најдобар интерес на земјата и граѓаните на Република Македонија. Почитувани, да покажеме дека ја заслужуваме таа доверба. Благодарам, доколку имате прашања, повелете, поставете прашање. Спомнавте запалени билборди и валка на кампања за тоа кој од поголемите партии е поголем крадец. Каква кампања ќе води Кредон? Какви ќе бидат основните пораки на вашата партија? Програмата со која што Граѓанско-демократската унија ќе настапи на идните предвремени парламентарни избори е во фаза на подготовка и во моментот кога ќе биде целосно заокружена, благовремено ќе представим пред граѓаните на Република Македонија. Иначе во наредниот период Граѓанско-демократската унија, која што знаете е во коалиција со Движењето на слободни граѓани, ќе водиме конструктивна кампања и ќе понудиме конкретни чекори со кои што сакаме да направиме конкретни реални промени во нашето општество. Политичките противници ќе ги пратиме и ќе одговараме соодветно, меѓутоа на културен начин, без навреди и без неосновани клевети и така натаму и така натаму. Нашите представници во законодавниот дом ќе бидат луѓе кои што немаат политичко минато. Во суштина тоа ќе бидат луѓе кои што стварно ќе се залагаат да се слушни гласот на граѓаните во законодавниот дом. Тоа ќе бидат луѓе со лично достоинство, луѓе со чист образ, луѓе кои што немат да бидат само обични послушници на партиските лидери. Благодарам. Друго прашање дали имате? Оглед на тоа дека пред една недела ја објавите носителката изборна единица 1 од вашата коалиција, госпоѓата Ана Григорова, кога да ги очекуваме другите имиња на носителите во другите изборни единици и дали сте во преговори со други невладини организации или политички партии? Нашиот тим за преговори е во постојана координација со Републичкиот изборен штаб и морам да ви откријам дека Граѓанско-демократската унија во моментот води преговори со други невладини здруженија, како и со поединци и силни индивидуи. До датумот, до крајниот рок за доставување на носителите на листите, тоест избирачките листи по изборни единици, има уште малце време, меѓутоа во интерес на комплетирањето на носителите и листите, не можеме се уште да ви откриеме со кого водиме преговори, меѓутоа во моментот кога ќе ги заокружиме носителите на листите, во моментот кога листите ќе ни бидат комплетни, јавно и транспарентно ќе ги соопштиме пред јавноста сите носители на листи по изборни единици во Република Македонија. Благодарам. Дали имате друго прашање? Ви се заблагодарувам за денешната пресконференција.